Добре дојавте, почитувани. Обилните врнежи деновиве го подигнаа нивото на реките во Македонија. Вардар, кај Демиркапија и Јегуновце е речиси на критична точка. Црна река е далеку над просекот за ноември. Брегалница на повеќе локации бележи значителен раст. Истовремено регионот се соочува со сериозни поплави. По смртоносните во Бугарија минатиот месец, деновиве најкритично е во Црна Гора. Управата за хидрометеоролошки работи најавува нови обилни врнежи за деновиве кои повремено ќе бидат интензивни. Колку тоа ја доведува во ризик Македонија, прашања за денешните гости во Да си кажеме, Васко Стојов, хидролог во Управата за хидрометеоролошки работи и професорот Иван Блинков од Шумарски факултет. Господа, добре дојавте. Добре, најдовме. Стојов, што велат најновите мерења на Управата за хидрометеоролошки работи и како нивото на водата во деловите од речните корита кои деновиве се на максималните коти, како на тоа ќе влијаат новите најавени врнежи? Па, реално, водостоите моментално се во опаѓање, затоа што во изминативе недела дена имавме доста обилни врнежи кои ги покачија водостоите и предизвика локални проблеми, на одредени места имавме излевања локални, заезерување поради обилните врнежи. Моментално состојбата е стабилна, меѓутоа очекуваме нови врнежи во текот на денешниот и утрешниот ден и треба да бидеме внимателни и предпазливи во случај на одредени локации ако се јават интензивни врнежи кои, како што е најавено од колегите синоптичари, може да се јават во наредните 24-48 часа. Така да, моментално состојбата е во стабилизација, меѓутоа очекуваме понатака во текот на денешниот и утрешниот ден да повторно да се јават покачување на водостоите. Вардар е надојден и како што одамна не сме го видели, тоа се забележува со голо око. Меѓутоа, што велат вашите мерења и историски споредби? Дали има некои критични точки, бидејќи во извештајот што го објавувате на дневна база, видов дека кај Јегуновце е 160 и кај Демиркапија е уште повеќе, тоа е во сантиметри се мери, нели? Да. Дали се тоа критични точки? Па не би рекол дека се критични, меѓутоа треба да се внимава, затоа што конкретно кај Јегуновце, доколку водостојот се покачи над 200 сантиметри, можно е да се јават локални проблеми кај Рашче, да речеме, па да мора системот да биде во застој и да се користат води од бунарите од Лепенец. Меѓутоа, колегите од водовоци ја знаат работата и предпазливи се на таа тема, во комуникација сме. Често знаат кога да го направат тоа и од тој аспект можеме да кажеме кај Јегуновци моментално е предпазлива ситуацијата, не е нешто критично. Меѓутоа, доле во сливот на Вардар, кај Демиркапија, имавме некои покачувања поголеми, кои реално не требаше да предизвикаат некои проблеми низводно. Се очекува да над 300 метри кубни во секунда да се јави низводно потекот на Вардар одредени локални излевања по крајбрежјето, меѓутоа веќе над тој протек можни се нормално локални излевања. Морам да се поправам, не 300 метри кубни во секунда, него 300 сантиметри, затоа што извештаите се давани тука во сантиметри. Так. И ако дојде, нели, водостојот на 300 сантиметри, ние сме должни да известиме Република Грција дека можни се проблеми низводно потекот. Во моментот не очекуваме некои проблеми. Вчера било 218 сантиметри, а тоа е речиси двојно повеќе од ноемврискиот просек. Да, меѓутоа тука е акумулацијата Тиквеш која е празна и која сите води од Црна река може слободно да ги прибере. Евентуално, ако има некои повисоки водостои во потекот на Вардар, се од реката Вардар, Лепенец, Чиња и локалните текови што припаѓаат во сливот на Вардар. И како за окружување на овој дел од разговорот, пред да му дадеме збор на професорот Блинков, има ли критични точки во моментот, бидејќи ги спомнавме, а Црна река знае да биде непредвидлива, ако можам така да кажам, брегалница во некои делови од незиното течение
подигната, Пчиња исто така. Има ли критични точки кои се во моментов со оглед на најавите за нови врнежи во наредните 48 часа? Значи, реално, Црна река има таков капацитет да ги собере водите, меѓутоа можни се на одредени локации да се јават некои проблеми поради разни ископи, оштетување на насипите. Таа река е заштитена со насипи. Меѓутоа, интензивните врнежи, значи, предизвика покачување на подземните води и реално е на одредени места да има појава на заезерување. Значи, Пелагонија нормално сега на повеќе места е заезерена, новите врнежи ќе ги покачат и понатака ќе бидат во пораст подземните води и водостоите на водотеците. Меѓутоа, конкретно, како критични точки можам да ги посочам малите речни текови кои во случај на интензивни врнежи, тие да речеме 25 литри што се предвидени, ако паднат за многу краток временски период на некој помал слив, да речеме во сливот на Преспа езерото, каде што се јавија локални проблеми на река Бонска, во тој дел можни се, да речеме, ситуации кои што би предизвикале локални проблеми. Меѓутоа, очекувам да е средена ситуацијата, излезена механизација, прочистени корита и во моментов не гледам некоја изразито проблематична ситуација која би предизвикала некои поголеми проблеми. Професор Бингов, колку е Македонија пред сезоната на дождови, ако така можем да кажеме, еве среде есен, генерално според вашиот впечаток подготвена превентивно да делува и да спречи поплави предизвикани од порови, значи од кратки интензивни врнежи на дожд или пак од неколку дневни постојани врнежи од дожд? Поровите, обично поплавите од поровите застануваат во летниот период. И сведоци сме од катастрофи што беа Скопско, Тетовско. Стајковци. Па не само Стајковци, беше и горе во Страчници, само меѓутоа и цело Скопје имаше поплави. Меѓутоа, поради бројот на жртви, поради катастрофалните последици, сите збориме само за Стајковци. Исто во Тетовскиот регион имаше претходната година. 2017 пак имаше во Тетовско. Исто и во Страчници имаше 2017. Меѓутоа, Неготино, исто, тоа беше чудо нешто невидено 1995. Сите тие се случуваат во летниот период. Но не значи дека не може да се случи и во овој ноемвриски период. Еве 79-та година, тоа ше забележан дотогашниот рекорд на врнежи за 24 часа, 188 мм. И попова шапка на станицата и нормално беше на таква енормна количина да најдат не само реките и реката Варна, дали го поплави Скопје 16 ноември 79-та, меѓутоа и овие другите водотеци, помалите водотеци. Сега, во овој период, ако е... Бидејќи со природата не можеме да се справиме, и тоа е природа и не можеме да влијаеме. Можеме превентивно. Затоа велам, еве, дали таа лекција од 79-та година, дека во одреден циклус временски може да се повторат такви дождови, такви врнежи, такво количество да падне, дали системот е сега подобар од тогаш? Не. Дали се... Не. Јас ќе кажам не. Апсолутно. Зошто? Значи, на времето имаше институции, значи до независноста, имаше институции што подготвува и планови и техничка документација, како што беше Завод за водостопанство, Мелио проект. Потоа, масовно од 1971 до 1990 постоеше Републички фонд за пошумување на голини, од кој се издвојува средства од буџетот, од тој фонд и се вршеше масовно пошумување. Значи, во тој период 132.000 хектари се пошумија, според оние официјалните податоци. За тие мали порови, многу е битно активностите во сливот. Ако за големите реки има едни правила, за поровите се други. Напред, тука е важно, најважно е превентивата. И тоаш масовно се работела. Еве, имало закон за пошумување од 51 година. Сега зборувам за кога Македонија беше дел од таа поранешна држава, и закон за заштита од ерозија 1952 година. Поправете ме ако грешам. Не, има и закон за уредување на порови од Краљевина Југославија 1930 врз основа на кој се направени првите регулации. Уредување на порови. И прво било таргет пругата да се заштити, Солун, Скопје, Београд, меѓутоа правена
ако се сеќавате, покрај клинички центар имаше отворен канал. Затворен е сега покрај булеварот. Првата регулација е правена тогаш 30-те. Тогаш 30-те е правена и баш Драгор. Реката Драгор, уредувана. Значи, тие такви водотеци, поројни водотеци, оние класични помали порој, таму се поставуваат и тие носат големи количества нанос. А во Западна Македонија и карпетини. Поради специфичната конфигурација атерот. Значи, порано нешто се правело од независноста наваму, како што и сами одвелите, сите активности се замрени и се делува парцијално во некои делови со одредени членови само? Не, мислам, уште во некаде 70 година во Законот за води се пренесени тие членови, што се однесуваат за заштита од ерозија и порој. Така? Меѓутоа, друго беше, се извинувам, друго беше мислата. Се до 2015 беше занемарена. Значи, немало поплави, немало поројни поплави и занемарена проблематика. Од денаш кога се случи катастрофата. Ако веројатно колегата Васко се сеќа, имаше 2015-та јануари беа поплавени Пелагонија. Да, прво јануар, февруар Пелагонија беше како езеро според нивните анализи. После дојде Полок, поплавите летото, па 2016 Скопско. Пајковци. Имаше една евалуација од Европска унија дека само 14% од барањата од директивата за поплави се исполнети во Македонија. После тоа почнаа да се работат проекти. Значи влегоа и странските донаторски институции, разни проекти ги има за секаде и се уште се работат. Можеме после да кажеме за тоа. Добро, значи од ова што го кажавте досега можам да заклучам дека само Господ не чува, бидејќи рековте не се работи превентивно. Се работи, ама не со тој интензитет као после Втора светска војна дури имало Републичка дирекција за порој. Посебна институција. Затоа што биле соочени со страшен проблем и со многу голини. Обешумена Македонија и тогаш масово се пошумува, масовно да се уредува. И преку 300 порои се уредени тогаш. Комплетно, зашо што е работа кога се уредува порој, освен корито се уредува и сливот. Така и законски. Сега последниве години масовно ни изгореа шумите, ќе зборуваме за тоа. Добро. Подоцна, од ова што го кажува Блинков станува збор, можеме да заклучиме дека превентивата затајува и дека ако ни се случи дошт од поголем обем, ќе имаме проблем. Колку се историските мерења на Управата за хидрометеоролошки работи за одредено количество на дожд да падне? Спомна професорот 188 литри на метар квадратен на Попова шапка 1979 и колку што ги следиме ние нормално во секторот за метеорологија се забележуваат сите овие податоци и ги има, значи достапни се. Колку што се сеќавам имаше измерено во Гевгелија 208 милиметри и тоа се за 24 часа, значи милиметри на метар квадратен. Интересен е фактот дека во 1962 биле тие врнежи појавени 15-16 ноември, кои биле до тој период најголеми, најобемни за месец ноември, меѓутоа 79-та е покарактеристична во врска со врнежите, затоа што на 70 дождомерни станици биле измерени податоци од над 100 милиметри на метар квадратен, на литри на метар квадратен, кои за разлика од 62-та, каде биле забележени само 11 станици, ни укажува на фактот дека иако 1962 го поплавило Скопје, водите на Вардар нели го поплавија Скопје, сепак во 1979 тој бранш што се случил на неколку пати, значи од 1 ноември како почнало да врнело 20 на дена со кратки прекини, донеле многу повеќе количина на вода, за разлика од 1962 година, и сите овие работи се бележени во Управата за хидрометеоролошки работи, достапни, интересни факти кои можат да ни посочат како и што да правиме, нели, во таква ситуација. Може да ни кажат дека нешто не е нешто невообичаено и тоа може да се повтори. Во одреден временски циклус таа количина на дожд може да падне повторно. Ако 79-та над 100 мерни станици паднало над 100 литри
метри Литри на литри метар квадрати квадрат, да, или во 62 само во Скопје, значи регионално било регионални биле врнежите, може да се случи во одреден временски циклус повторно нешто слично. Еве само за потсетување, 2016-та Стајковци на времето падна околу 100 литри на метар квадратен, кога беа катастрофални и многу смртоносни, 22. Тие беа интензивни за краток временски период. Тоа е разликата, значи кај интензивните и порујните врнежи се јавува значи краток временски период силен дожд кој не може да се спречи, нели? И едноставно истекува со голема брзина и силина и руши се пред себе и затоа ги сметаме како многу опасни и различни се бројките тука. Значи кај во Скопскиот регион кога беше Стајковци 2016 поплавено, тие врнежи беа за 2 до 4 часа појавени, а за разлика од поплавата во ноември 1962 и 79 тие врнежи трае подолг период. Значи почвата беше заситена со влага и едноставно водите немаше каде да Нешто слично беше и во 2015-та јануари, кога беше поплавена Пелагонија. Да. Подолготрајни значи, дождови. Подолготрајни дождови се карактеристика на зафаќање на поголем обим на поголема површина на нашата земја и во тој случај се јавуваат поголеми водостои кај сите реки и нормално излевање на одредени локации. А би спомнал и ова дека, како што рече професорот Блинков, во таа 79-та па и 62-та не беше само во Скопско, значи целата територија беше покриена со врнежи. Меѓутоа, количината беше многу поголема 79-та и конкретно покрај таа голема обемна поплава се јавија неколку поројни поплави. Да речеме, го поплавија, го засипаа со нанос Тетовско, значи сите тие локации беа критични. За среќа таму веќе има Херкулидзе објекти кои можат да ги спречат силните отпадни води кои носат значи дрва, гранки. Во моментов тоа е окей, меѓутоа на други локации не е следено. Доволно е како објаснување дека може да се случат поплави и од порои, но и од долготрајни врнежи на дожд. Не се наш ексклузивен феномен оваа климатска појава. Поплавите се еве и во Европа имаше смртоносни поплави и во минатата 2024. Некоја анализа кажа дека тоа станува збор за најголеми поплави на континентот од 2013-та, минатата година, каде речиси 30% од речната мрежа на Европа беше погодена од поплави. Меѓутоа, што е разликата што ја превземаат европските земјите членки на Европската унија, а што ние превентивно? Бидејќи професорот вели категорично не сме ги научиле лекциите од минатите поплави и системот не е добро подготвен превентивно. Значи, 2007 беше донесена директива за поплави. Која увиде, значи, поплавите кои се јавија претходниот период дека е стварно голем проблем на територијата на Европа и тие најдоа начин како да се заштитат. Значи, со одредени законски регулативи, донесоа правила, почнаа да градат насипи, меѓутоа не е само насипите, значи потребно е целосно да се зафати со анализа на состојбите. Тоа и го направија во Европската унија, донесоа нормално заштити, меѓутоа со природата нема играње. Конкретно, еве да речеме, го спомнавме Келн, како се случила таа поплава од големи размери, луѓето увиделе дека мора нешто да направат, па презема акција, направија насипи, покретни насипи, метални. Меѓутоа, веќе следната година им се јавија поплави од подземните води, затоа што едноставно, кога има големи води, подземната вода не може едноставно да влезе во реката и го поплавува локалниот дел. Што се случи следно? Низводно, пошто Келн беше заштитен од поплави, меѓутоа низводно потекот се јавија дополнителни поплави кои соседниот град го поплавија. Значи, со поплавите нема играње, значи мора да се научиме да живееме со нив. Значи не да се браниме, него да живееме со нив на тој начин што треба да ги искористиме тие води за наши потреби и за во ситуација кога има суши. Значи конкретно треба да се градат брани, акумулации,
ретензии кои би ги собирале тие поплавни води и едноставно би се користеле кога имаме малку вода. Имам печаток дека не учиме од туѓите искуства, дека чекаме нам да ни се случи нешто, па и од нашите искуства тешко ги учиме лекциите. Нам ни се случи. Да. Еве го 2015-16. Во Законот за води има член што предвидува, еве да тргнеме од наједноставните мерки што треба да ги преземе секоја општина. Чистење на речните корита. Вие одите често на терен кога ги вршите тие мерења. Што забележувате? Дали речните корита се исчистени? Значи, со години наназад укажуваме на фактот дека речните корита се депонии. Значи, едноставно, луѓето немаат кај да го фрлат својот смет, доаѓаат со приколица полна со смет преку мостот во река. Значи, укажуваме на тој факт, меѓутоа, за жал, се уште можеме да кажеме дека таа работа се повторува, особено кај помалите места каде што немаат луѓето служби кои ќе ги собере сметот и отпадот и точно таму е најголемиот проблем. Меѓутоа, како што гледаме, изминатиот период беше соочен и самиот град Скопје со такви проблеми и затоа треба малце повеќе внимание да се обрне кон отпадот и сметот за да се заштитат реките. Гледаме пластики, гледаме секаков отпад без целосна акција, значи прибирање, казни, значи треба казни. Очигледно за нашиот народ потребни се казни за да се научи, за да не го исфрла сметот во реките. Ако речните корита се претворени во депонии, што тоа значи и колкаво количество на дожд треба да падне за да имаме проблем? Може ли тоа да се предвиди? Вие имате веројатно претпоставка дека еве сега е прогнозата дека ќе наврнат околу 25 литри на метар квадратен во наредните 48 часа. Колкаво количество на дожд би не довело во опасност со оглед на ситуацијата, неисчистени речни корита? Да, имаме алатка која е дел од Светската метеоролошка организација која ни дава насоки каде да се соочиме директно, да ги соочиме проблемите, доколку има да речеме одредени врнежи, кај треба да делуваме. Меѓутоа, во моментов тој систем не е целосно во функција, затоа што беше во краток премин и реално... Зошто не е во функција? Имаше прекин на донациите од страна на донатори кон Светската метеоролошка организација од американски ресурси. Доналд Трамп, председателот на Америка, ги укина тие донации, меѓутоа, од пред 2 месеци повторно се враќаат тие донации, така да повторно ќе го заживееме тој систем. Сами со сопствени средства не можеме да го... Не, тоа е, значи, преку тој систем добиваме сателитски снимки од НОА, кои се, за жал, за нашата земја недостапни. Значи, ние добиваме фактички донации и на тој начин ги следиме поројните поплави, па и поплавите. Значи, даваат информација од сателитски снимки, прогноза на врнежи. Едино тука заостануваме за соседните земји, затоа што немаме активни радари, кои би работеле 24 часа 7 дена во неделата, 365 дена во годината, кои би ни подобрило информацијата за сливот. Кога е набавена последната опрема, кога станува збор за управата за хидрометеоролошки? Значи, конкретно, ако станува збор за радарите, тоа е од 80-тите, меѓутоа редовно се врши сервисирање и се обновува тој систем, така да радарите се активни, меѓутоа немаат способност да работат толку долго. Значи, трајат неколку часа, даваат неколку снимки и многу се од помош тие снимки, меѓутоа треба да имаме нови софистицирани. Во случај на автоматските хидролошки станици и метеоролошките автоматски станици, добиваме, значи, опрема од странски донатори и реално последната опрема ја добивме пред месец дена за подземни води. Очекуваме наскоро да бидат инсталирани. Имаме наши автоматски станици кои се достапни на веб страната на УХМР и за врнежи, и за температура на воздухот, но и за хидрологија. И реално тие ни се многу добра алатка, меѓутоа морам да ги споменам и наблюдувачите кои за жал 30 години, 30 и повеќе години немаат покачено, значи, таа награда што ја имаат за секојдневно наблюдување на водостоите. И тука сме, можам да кажам, во некој застој, пошто поради фактот што луѓето веќе не се заинтересирани да помагаат со информации
кон управата за хидрометеоролошки работи, затоа што тие награди реално се ниски. Професоре, кога го слушате ова што го кажува Стоев? И само едно треба да се знае дека Управата за хидрометеоролошки работи е единствена институција во државата која е овластена да дава информации и да дава прогнози Да и дава- да да- укажува да- на опасност. Да ја следи состојбата, да алармира, да анализира алармира, и да, и да да. предупредува. И кога Стоев ја опишува работата каква е кај нив во институцијата, што ви кажува тоа вам? Како теоретичар и Добре, специјалист? како практичар за заштитата, значи ова е многу битно, они кога укажуваат, затоа што после таа информација треба да се проследи и до локалната самоуправа, затоа што локална самоуправа се надлежни за справување согласно законот за води и водостопанството, така е законската одредба, и они треба да алармираат во случај на опасност. Значи, информации треба да бидат проследат кај вас, преку Центар за управување кризи, до единицата локална самоуправа, за да можат они да се подготват за случај непогода. Например, покришно корито да се тргнат, нешто што е мобилно возила и да не редам ред други работи си има. Прашањето би било следно. Ако се случи порој во Македонија, за краток временски период да падне, например, одредено количество на дожд, 180 литри, колку што паднало на Попова шапка, или, не дај Боже, колку што падна во Елените минатиот месец на 21 октомври, Или кога у имаше- Италија 800 и кусур милиметри, или у Грција 700 милиметри пред 2 години. Кои делови од Македонија би биле најпогодени? Кои се Апсолутно. најкритични точки? Апсолутно. Полок. Апсолутно Полок. Скопје не? Скопје од друга... Со оглед на тоа како се гради, со оглед на урбанистичките зафати? Чека, токму тука сме. Има едно хазард и риск. Значи опасност и ризик. Едно е ќе најдојде порој или поплава ќе најдојде, едно е ако загрозува земјоделско земјиште, второ е ако загрозува село, трето е ако загрозува град, четврто голем град. Значи ризикот зависи од изложеноста и ранливоста. Значи Скопје е скопско подрачје, особено централното, е затоа што поради големата популација, значи кога се рачуна ризикот, ние имаме опасноста. Примерно, опасноста е, ќе кажат од управата, прогноза кажува дека проток може да дојде, да речеме, 100 метри кубни у секунда и може да предизвика поплава. Меѓутоа, тука е сега да видиме колку има критични, прво популација. Колкава популација може да биде загрозена и ќе се една зона ќе се направи. Мислам, во таа зона ќе има поплави. Ајде да видиме колку има популација во таа зона. Колку се деца, колку се стари луѓе. Второ, колку има критични објекти. Критични објекти се институциите на државата. Значи, министерствата, да речеме ЦУК, болниците, училишта кај што има исто се собираат, значи тоа се критични објекти. Трето, одиме на економските штети веќе и понатака и на штети по природата, по животот. И веројатно ваквите планови за заштита сте ги анализирале и знаете, затоа велам кои се најкритични точки. Мислам, вакви планови има, постои град Скопје си има веројатно. Вака сега. Има некои планови во државата, меѓутоа во моментот има еден проект за подобрување на отпорноста или се вика проект за подобрување на имплементација на ЕУ директива за поплави преку хармонизација на легислативата и подготовка на планови за правување со ризици од поплави на 10 подслива во Македонија. Проектот тргна годинава, вас го знае, пошто сте вие на листата на засегнати, ЕПТИСА го имплементира со странски домашни експерти. Значи, ќе трае до 2007-2008 месец, така е планирано. 27. Да, и тогаш ќе имаме веќе и такви планови за сите подслива во Македонија, а тоа не значи дека нема веќе. Има за Полок, така напред има нешто за Струмица. Таков план за справување со поплави. Меѓутоа, тоа ќе биде по една униформна методологија. Прелиминарна оцена на ризик ќе се направи, потоа карти на опасност, тие хазард што ги викаме, каде све има, и потоа карти на ризици. Врз основа на тоа ќе се прави планот. Дали ризикот од поплави го зголемува фактот што во последниве неколку години изгоре шума колку што претходно немаше изгорено во текот на една цела деценија, и во таа смисла кои исто така региони од Македонија се
загрозени, бидејќи сте специјалист. Збориме за ризик или опасност? Опасноста. Ајде, опасност. Да опериме, ризикот се врзува со луѓе. Може да изгори шума, а да нема ништо. Да нема никаде. Вака се генерално правилата ни се, ако повеќе сливното подрачје, повеќе од 25% е обезшумено, тогаш расте опасноста. Не мора да биде изгорено. Во Западна Македонија до 1650 надморска височина има шума, а нагоре до 2700. Тоа е голо. Значи, таму секогаш е опасноста голема. Поради високите планини, горе се само пасишта, плитки, почви, нема што да задржи водата и водата, трга од озгора се формира голем бран и доаѓа низ шумскиот дел, ама има таа флувиална ерозија, подкопува, се обрушуваат брегови и идат големи карпи надолу. Ето е класичен порој. Тоа е најопасниот порој, како што се џепчишки порој, река Педна, тоа е веќе река и така натака. А ланската година изгоре многу шума. Разликата што е? Ако изгори лисерска шума, обично се обновува. Ако изгори четинарска шума, подолго трајно трае обновата. Иако законски, прво таа дрвна маса се сече, тоа е обрска, и веднаш се врши пошумување. Колку имам информации, дека е побарано од владата, уште минатата година, средства да се обезбедат за таа активност. Зашто во Македонија изгоре многу, 90.000 хектари, од кои 40-50.000 хектари беа шума. Збориме све пожари неотворено, со се пасишта, со се нивија. Сега треба да се подготват и расадници, да производат садници, за да може да се изврши. Тоа не може одеднаш. Затоа треба 1-2 години. Добро, бидејќи времето е кусо, треба полека да завршуваме. Како хидролог и како професор чија специјалност е ерозијата и заштитата од порои, што би биле краткорочните итни мерки што надлежните треба да ги преземат, без оглед на ова се што го зборувавме, без поголеми интервенции во набавка на опрема, во законски интервенции, во чистење на каналите, кои би биле најпревентивните мерки и како граѓаните па да бидат внимателни? Па ја би рекол дека треба да се најде начин како да се соберат тие води кои паѓаат, значи во погорните делови од сливот. Наједноставно е со некои ретензии да се обезбедат, да речеме, ако се јават урбани поплави кои често не се случуваат. Знаеме дека подвозниците често се поплавуваат. Да. Значи тука треба едноставно од хидролошки аспект да се погледа од каде доаѓаат тие води, да се направат ретензии таму и ние во иднина немаме да имаме никакви проблеми врзани конкретно со подвозниците. Реално, значи улиците ни се плават. Тука нормално треба секој од објектите да обезбеди некоја ретензија, макар и буре, која би ја собрала таа вода, да речеме, од долокот на неколку време, саат, 2, 5, кој тој интензивен дожд, значи едноставно нема да дозволат тие води да предизвикаат проблем низводно по улиците или по тековите. Значи конкретно за градовите това, за населените места што се надвор од поголемите места треба ретензии во места каде што имаме проблеми со ерозија, да се соберат тие води, да се задржат во горните сливови и тука ние ќе направиме голем дел од проблемите би ги решиле на тој начин. Професоре, вие уште еден совет има развршува. Вака, законската одредба е дека до октомври треба да бидат и чистени корите, речни корите. Тоа е окей за големите реки. Тоа пороите гледаме дека да доаѓаат во летниот период, затоа што тука треба да се додае во закон за пороите важи до мај месец да бидат чисти бидејќи се обрастени со вегетација. Не само со отпад, не само депонија, него и вегетација, и тоа го затвара профилот. Тоа е едно. Второ, она што рековме пошумувањето, треба да продолжи да се зголеми, бидејќи трендот на пошумување е катастрофално паднат. Ако во 81 11.000, тоа е рекорд, 11.000 хектари се пошумени во една година, или просекот за цел тој период 70 до 90 е некаде 6.500 хектари годишно, сега паднавме на 600 хектари. Мислам што е катастрофално, тоа треба да се зголеми. И што би рекол, трета работа е и многу битна урбанизмот. Само да кажам, во Австрија 30 години веќе работа, мислам дека цела помина така со колегите што комуницирам за пороите. Они формираат зелена, жолта и црвена зона. Пошто постојат веќе градби. Во црвена зона, ние на осигурителна компанија нема да им осигура имот.
и плюс нема да се дозволи градба. Во жолта зона, кај што е за поплавување, премијата расте за осигурување и плюс се дозволува градба на објекти, али со построги правила за заштита од порови и во зелена зона. Значи, кај нас е проблем и урбанизмот. Ние имаме премногу набиени. Препорачувате австријски модел за Ми се свига, а има една друга работа. Се сеќавате поплавата Неготино, 220 метри кубни во секунда проток, тоа е лудо нешто. Значи, огромна количина вода дојде, меѓутоа немаше ни еден мртов. Имаше штети 10 милиона евра, немаше мртов. Сличен проток се дешава во Сардо, Сиено и Квиндичи во Италија, после некоја година. Знаете колку мртви имаше? 145. Зашто? Затоа што во Неготино, тоа што по старите правила урбанистички радовише така кочани, значи имаме корито, имаме потоа регулирано корито, потоа има пешачка патека, имаме зелен појас, па пак пешачка патека, па булевар од двете страни. Еве, ќе ги видите. Значи има отворен профил и водата кога ќе се качи, ќе се рашири. И тоаш нема таква енергија, кога е многу широко. Такви ги имаме случаи Неготино, Кочани, Радовиш, низ Македонија. Меѓутоа, овдека медитерански тип на градба. Во реката набиени куќите, се подига бранот, што длабочијата се зголима, нормално дека енергијата се зголемува, лево, десно, влегува меѓу низ отворите, низ врати, прозори и затоа имаше толку мртви. Професор Блинков, господин Стоев, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се кажеме. Благодарам. Благодариме што оваа проблематика ја актуализирате. Почитувани, тука е крајот на денешното издание. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден. Ајде.